Речиси една година музичарите немаат настапи. Со појавата на пандемијата нивната работа згасна. Рестриктивните мерки уште од самиот почеток на ковид кризата ги опфаќаа и нивните активности. Рестораните работат со ограничувања и забрана за ангажирање на музичари. Загубите, велат, се огромни. Секој се снаоѓа како знае. Голем дел од нив бараат и друга работа за да обезбедат приходи. Во мизерна состојба сме музичарите и газдите од рестораните. Највеќе не погоди пандемијава со COVID-19 вирусов. Значи, контактирам со сите колеги, почнуваат више да некои да се снаоѓаат, некои почнаа со работа, некои се уште чекаат или да се вработат или па да се стави крај на пандемијава за да може да почнеме повторно да работиме како што беше пред пандемијата. Загубите се многу, можем да кажам, бидејќи не се работи за еден настап, два настапа, три настапа, веќе скоро година дена, 12 месеца откако е пандемијава, значи сме имале редовно по 4 до 6 настапи месечно, минимално тоа правам муабет. Угостителството и музичарите се тесно поврзани. Од угостителскиот сектор велат дека на желбата на гостите за доаѓање во ресторан влијае и фактот што не е дозволено истите да бидат забавувани од музички групи. Угостителството подразбира од една страна и допирна точка со музиката. Па ќе се навратиме значи година да ниеден угостителски објект нема музика. Што дополнително допринесува за економијата да иде надале. Што тоа е се дел од угостителството, дел од бизнисот. И тоа има влијание. Сите угостители се сега тренутно негативно настроени на тоа, сакаа да се врати и музиката да има по ресторани, по кафане, затоа што и музиката допринесува да имаме позитивна недела на работа, месец или година како иде. Од музичката фела сметаат дека постојат начини на кои сепак може да функционираат. Можеше музиката да биде во едно ќоше сместена, колку да нема да се работеше само за една дневница, што се вика, за да можат музичариве да опстанат барем. Ако не кузне колку да профитираат, барем да опстанат, за да може парче леб, што викаат, дома да донесат. Музичарите и покрај лошата ситуација се надеваат дека за кратко време повторно ќе бидат дозволени нивните настапи.